Почитувани граѓани, цените на основните намирници се зголемени двојно. Плата од 20.000 денари денес е како плата од 10.000 денари лани. Ова не е само политичка констатација. Ова го кажуваат цените на рафтовите. И за ова не се виновни само некои трговци како што тоа сакаат да го прикажат Ковачевски и Битики, туку и самите тие кои се 5 години на власт. По една година литро масло се купуваше по цена од 60 денари. Сега, истото тоа масло од ист произведувач чини над 160 денари. Килограм шеќер пред една година чинеше 35 денари. Сега чини над 60 денари. Исте и случајот со брашното и млекото. Еден леб пред една година чинеше 20 на денари. Сега истиот се продава и до 60 денари. Почитувани, ова се цените на основните животни намирници. И буквално сите бележат 100% зголемување. Ова е реалната инфлација, која е речиси 100%. Основните намирници кои се неопходни за прехранување на едно семејство се со двојно повисоки цени сега, за разлика од пред една година. И зошто е виновна власта? Затоа што Македонија во 2016 година имала доволно произведена пченица за задоволување на домашните потреби, а сега нема и увезува над 60.000 тони годишно. Тоа влијае на цената на брашното, лебот и белите пецива. Како што има пад во производството на пченица, така има и пад на произведената сточна храна, што пак влијае на поскап увоз и по неконкретно домашно сточарство. Тоа е поскапо млеко, месо и јајца. Лошиот однос на СДСМ кон домашното производство допринесе народот да не може да се прехрани. Одговорноста за ова е директно на конто на СДСМ. Ја осиромашија државата и народот. Премногу е, затоа протест за промени и предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.